Здраво, дечиња, јас сум Гази. Ја пишувам книгата за чудесните патувања и големите доживувања на човечињата од Амфа. Кои се тие човечиња и која е таа Амфа? Човечињата се весел народ. Тие живеат во нивната држава Амфа, што се наоѓа во Амфанскиот океан. Главен град на Амфа е цветниот Котли. Инаку, Котли, тоа е старо амфанско име, што значи место каде што човечињата ги победија седмоглавите чудовишта. Да, во Амфанскиот океан има и други градови, како што се Корда, Аксо, Завас, Скид, Фолма. Во Амфа живеат 140 жители човечиња. Нивниот цар е славниот океански витез Борила. Здраво! Ова е нашата амфаска птица поштарка. Таа живее од разнесување писма и е заштитена со закон. Да, инаку нашата амфа е богата со разни други птици, со разни други животни и со риби, да речеме. Богата е со планини, руди, со реки, езера, мостови, богата е со бродови, со морски китови, морски крави и со други морски риби што живеат во Амфанскиот океан. Благодарам. Благодарам, Борила. Ништо. Во Амфа се произведува рачно и затоа не се загадува околината. Цела Амфа војува против црниот Нерд, страшниот господар на Регал. Црниот Нерд сака да ги победи човечињата, ама не може, затоа што човечињата се многу сложни. Човечињата црниот Нерд го викаат Варау, што на амфански значи непријател. Човечињата се мирен народ, го сакаат мирот и многу сакаат да си играат и по цел ден би си играле да не се опасностите од црниот Нерд. А знаете ли која е нивната најомилена игра? Кажете ми, што е ова? Две сестрици имам, се гледаат, а помеѓу себе не можат да се видат, а? Тоа е двоглава! Не, така не погодивте. Тоа се очите. Ајде, за казна лупете таму компири, ајде. Да ви ги представам човечињата. Варис, бродски готвач. А јас сум Зевас, бродски топчија. А Роги, бродски географ. А сите заедно се? Астраши, што на амфански значи океански витези. Знаете ли што е тоа велвеј, а? Тоа е најомиленото јадење на човечињата. А знаете што се прави велвеј? Тоа се прави од компир, потоа се зема опашка од морски лав, потоа се зема... Доста! Најстрого е забрането давање амфански рецепти. Се извинувам, заборавив. Да, продолжете со работа. Да. Сега ова овде. Гледате ова овде. Тоа е чудовиштето Горофо. Од него човечињата многу се плашат, затоа што досега во морските длабочини има однесено 10 човечиња. Борила, што се случува? Гази, многу се наутив, многу! Не. Морам, Гази, страшно сум сега лут. Ама, Борила, немој да се лутиш, тоа не е добро за твоето здравје, не. Си ми кравата морска, страшно, најстрашно сум лут. Знам, ама, ако се лутиш, носот ќе ти порасне како пиперка. Ама ептен, не разбираш, најептен сум лут. Бори, мајко, што да правам, како да го смирам? Знам. Песната е најдобар лек за нервоза. Смејата ветер во горештина. Смејата
ileć za boleština. Svetski prvak vo težina vo krevanje i najdobro sredstvo protiv zevanje. Svetski prvak vo težina vo krevanje i najdobro sredstvo protiv zevanje. Smejata lek protiv nerviranja. Dobar drugan gotov za razbiranje. Svetski prvak vo težina vo krevanje i najdobro sredstvo protiv zevanje. Svetski prvak vo težina vo krevanje i najdobro sredstvo protiv zevanje. Gazi, eže ti morsko nemije do smenje. Vikni gi vednaš, mojte hrabri morski vitezi, mojte astraši. Što? Pa zar je vreme za ruček? Pa Gazi, ja se ušte ne sam go zgotvil ruček, odgledaj. Сакам двојна порција од се што има. Pardon, samo posle mene. Gazi, gravče ti morsko, ne ti rekov da sviriš za ruček. Ама така кога свирам, најбргу се собира. Доста. Сакам ручек. Доста. Твоето стомаче го чу повикот за ручек и сега ако не ручек ќе протестира. И за право. Денес требаше да имаме венеме. Vitezi moji, mirno! Како да стојам мирно кога постојано мислам на јадење? Dosta! Lavovi moji morski, tigrovi moji morski, da mislite si, crni otner mi pratil pismo. Писмо? Какво писмо? Сега ке čujete, Gazi, čitaj. Čitaj, Gazi! Царче, кусо магарче. Горила шугав горила. Праседно, морско и бодникаво и обично. Обично! Уштеру зелен, и жабо зелена, и бошко зелена. Зелена! Од денес јас сум вашиот господар и мене ќе ми се поклонувате и ќе ми плаќате данок. А кога ќе дојдам ќе ме бакнете во рака, и во нога, и во... ова е многу гадно и не можам да го читам. Čitaj, Gazi, samo hrabro čitaj. И... во образ да ме бакнете. Зарвони красен образ! Ако не ми се покорите, апче, запче, крапче, ќе ви изедам како кебапче. Слушај, Борила, пиши му одговор. Пиши му дека Амфа и човечињата секогаш ќе бидат слободни. Tigrovi moji, lavovi moji morski, to sakam da go čujemo od vas. Znači da mu pišemo odgovor. Gazi, sedi i piši. Piši, Gazi. Crni nerte, hidrozelena, pijavico crna i crvče belo. Убаво му кажа. Slušajte, povtorovat ću običan. Повторувач? I slušajte ушова. По мојата шума има едно дрво. На дрвото гнездо. Во гнездото јајце. Во јајцето писмо. Во писмото стои. Апче, запче, врапче, ке ти скројам капче. А сега, ова писмо да се здипли, да и се даде на нашата птица поштарка, лично да му го однесе на црниот нерд. Да му го однесе.
Така, ами како? А ние потоа ќе одиме лично зад птицата поштарка, за да можеме лично в лице да му го прочитаме за црниот народ. Така е. Борила! Што е, Гази? Зар заборавивме нешто да му напишеме, а? Капетане, А? црниот нерд и чудовиштото доаѓаат наваму. Ајде, не плаши. Не Не гледаш добро. Ајде, јас да видам. Шими 100 морски сабјарки на вистина. Лavoви мои морски, тигрови мои, не плашете се. Не се плаши. Тигрови мои, црниот нерд сака да не фати на изненадување, ама ние ќе го изненадиме. Излакме смо побрзо, најбрзо што е можно. Значи, најдобра одбрана од изненаден напад е ненадејно криење. Не, како не, срамоте да се криеме. Не. Не е срамно да се сочува животот, Гази, ако е тоа во интерес на нашата победа. Затоа, лavoви мои морски, тигрови мои морски, наредувам, кри се! Ајде, ти ваму, ти таму, јас сам му, ти тука. Сите, горе, оставете ме мене горе, јас како капетан, морам да одам горе, за да ја контролирам цела ситуација. Не ли се плашите, тигрови мои? Не се плашите. Бидете храбри! Капетане! Овде сум, сигурно не може да ме најдат. Гази! Угото ти се гледа, еј! Гази, Тусо, спасти го. Ајде, скрите се, сите добре, не плашете се, не плашете се, тигрови мои, лavoви мои морски. Гази, желче ти морско, скри се по-добро. Човечиња! Каде сте, човечиња? Јавете се, човечина! Ајде да се менуваме, човечиња! Јас собирам сликовници! Јас собирам плочи, салфети, собирам марки. Ајде да се менуваме! Ајде, сонци на мали, дојдете. Нема се страшни. Кои се овие, Борила? Тоа се и трите чудовишта, Ван Варау и Бам Барау. Скри се. Мајко! Мајко е! Кој е овој? А ова е чудовиштето Зан Варау. Леле, мајко, пропаднав. Ептен сме несрекни. Без паника, лавови мои, тигрови мои морски. Зарем не гледате дека војната среќа е на наша страна? Како знаеш? Како, откаде? Па не ли гледате дека бараат на друга страна? Таму е Гази. Па што ако е? Ако не го најдат, тоа значи дека воената среќа е и на негова страна.
Леле! Što? Борила! Borila! Вау! Bez panika! Леле, майко, пропаднахме. Не плашете се. Леле, майко, ама ми е страх. Mirisá na čovečinja. Ау, много ми е страх. Bez panika. A kako ќе ги фатиме, а? Ќе им ставиме чинија со велвел и цапот, готови се. Цапчарам готови. Ще ги фатиме на слабост. А нивната најголема слабост е да решаваат гатанки. Желче му морско, кај му текна. Хајде наредувам, затнете ги ушите. Гази, затни ги ушите. Ама јас сум историчар. Мора да знам што се случува. Мудро ќе молчам. Ама затнувај кога ти велам. Човечиња, еве првата гатанка. Што е ова? Сина паница, полна со пченица. Небо! И цвести. Маслинка. Не вие глупчовци. Човечиња, еве уште една гатанка. Што е ова? Бело конче во море скокнало и се удавило. Никој не го жали, никој не го плаче дека се удавило. Ама тешка гатанка! Маслинка. Ова, ни јас не би знал да ја решам. Кој ќе реши, ќе добие награда. Ова, јас ја знам. Молчи, Желче, ти молчко, молчи! Ама сте глупави. Па тоа е коцка шекер во чаша вода. Дај наградата. Леле, мајко, многу е глупав! Не, многу е паметен. Гледате ли, чудовишта мои, колку е паметен. Малечок, заслужуваш награда. А твојата награда ќе биде престој во мојот затвор. А таму те чека мачење, скокоткање до пукнување, фрлање од топ во бунар со крокодили, удирење чврги и ластици и на крај. И на крај ќе го изедеме. Прво треба да ме фатите. И ќе те патиме, чудовишта мои. Синдете ми го и на колена пред мене. Пази! Борила, што чекаме? Па чекаме да си одат. Борила, прости на изразот, но ти си кукавица. Како? Па сак ќе дозволиме нашиот гази да влезе во нивниот стомак, а? Човечиња, одиме да го ослободиме. Назад! Антувам назад, не бидете глупави. Зар сакате? Зар не гледате дека и тие се посилни од нас? Да. Не знаете со кого ќе имате работа. Добро, еве ќе ви дадам сликички од албумот Човечињата од Амфа и ќе ви дадам 10 джамни. Не джаблиите! Кичките прво! Глупови чудовишта, земете го човечево и се враќаме назад во регал. Борила. И тебе ке ти дојде редот, Борила. Лавови мои морски, Кажи! тигрови мои морски. Капетане! Дојдете по мене, дојдете. Капетане! Туљани мои океански. Видовте ли што се случува со секој оној што ќе се оддели од групата? Видовме, капетане! Затоа сите треба да бидеме сложни и заедно. Така е, капетане! Така, ами како? А сега што ни останува? А? Не сум јас кукавица Ларисе, туку умна глава. Така е, капетан! Затоа што умно одлучив, умно да се повлечеме, за да можеме уште поумно да ги нападнеме. Значи ќе мораме да направиме план да го ослободиме газито веднаш. Така е, капетане! Кој има план? Јас!
imam plan, kapetane. Da go vidim? Ego. Pa dobro, Larise, želčeti morsko. Pa to je planot na gostilnicite vo regal. Kapetane, mora negde koja će stigneme tamu da jademe? Така е. Mi dade odlična ideja. Kako da ga oslobodime gazi? Сега ќе ви ја шепнам. Соберете се. Или знаеме дека црниот нерд многу алчен, многу сака да јаде. Јас сега ќе се престојам во еден црнски кувар и ќе одам кај него во река. И ќе го славам, кавче. И ќе го напусам, ќе ги заспусите, така ќе го ослободиме газија. Kapetane! Kapetane! Што ќе речете сега за мене, тигрови мои морски? Капетане! Ти си најумниот капетан. Што пловел по Амфанскиот океан? Така ми како? Така е! Значи, одиме! Одиме! Напред, тигрови мои! Лавови мои морски! На своите места! Он, дон, трон! Побрдајте! Тигрови мои! Туљани мои! На своите места! Подгответе се, туљани мои, да одиме по црниот нерд! По црниот нерд напред во регал! А добро, желчеви морско, зошто волчите? Дајте песна!